созреа условите во Македонија повторно да се вратиме во една граѓанска демократија, која што токму беше нарушена од оваа партија, која што цели 20 и кусур години гради пара држава во рамките на државниот систем на Република Македонија. Нервозата потекнува од неколку места. Прво и најбитно место е фактот дека лидерот на опозицијата најави дека следната влада ќе биде без ДУИ. ДУИ како политичка партија сите овие години знаеме дека обстанува благодарение на нивниот пристап до државата. Вториот факт кој што внесува нервоза е убедливата победа на професорката Гордана Слијановска во првиот круг, толку убедлива што заканите на ДУИ за бојкот бледнеат. Третиот факт кој што исто така е многу значаен е фактот дека Република Македонија е земја членка на НАТО. И во моментов во светската геополитика и геостратегија на нашиот клучен партнер, Соединетите американски држави и Европската унија, нормално дека не е од интерес дестабилизација на една земја членка на НАТО. ДУИ во моментов се преигра. Значи, за прв пат Али Ахмети го гледаме како оди против политиките на Соединетите американски држави, против политиките на Европската унија, барајќи дестабилизација насред војна во Украина. Писмото на господјата Дуња Мијатовиќ од Советот на Европа до македонските правосудни органи, каде што повикуваат да се случи она што сите го очекуваат во регионот, да појаснам за што станува збор, имено со формирањето на Меѓународниот трибунал за злосторства на територијата на поранешна Југославија, меѓународната заедница прати порака дека секој оној кој што го загрози мирот на граѓаните на поранешна Југославија мора да биде судски третиран и дел од својот живот да го заврши некаде во западните казнено-поправни домови. Единствен човек од просторите на поранешна Југославија кој што го загрози мирот на граѓаните на поранешна Југославија, кој што не заврши во затвор е Али Ахмети. Веројатно правдата е бавна, но дојде времето да чукне на неговата порта.